now. All the models to the floor right now. I got the world in my hands, the master plan, but I don't know why I keep calling, why I keep all of these girls in my shows, they loving me, but I don't know why I keep calling, why I keep calling you. Хеј. Малце слопи прелаз. Имаме некој нов сетап кој не го баратам баш најболje. Добре дојавте во третото издание на Pandemonium Radio Show. Јас сум Iris Scratch. Одиме со еден My Beautiful Dark Twisted Fantasy Special, значи едно целосно издание посветено на најдобриот албум за оваа декада. Поздрав до сите што се пуштија на Mixlr толку рано. Notification Gang. Ставив 3 песни за загревање, не очекував дека толку брзо ќе се наполни чатот и слушаноста, али еве сме тука сме, спремни да збориме за најдобриот албум на оваа декада. Јас сум Iris Scratch, вашиот домакин за денес. До мене као ко-хост го немам Activity, кој се уште си обработува својата самоизолација од дома. Он ќе иде преку Zoom. До мене човек од Nixar. Тие што не знаат, Nixar е нашиот in-house дизајнер на Pandemonium Radio Show и еден од најголемите фанови на Kanye и посебно на овој албум. Само за информација, каверот од албумот му стои на профил на Instagram, така да тоа ви кажува колку му значи албумот на него. Сакам да ги представам моите соговорници, односно моите кодомакини. Nixar од тука, прв пат во Pandemonium Headquarters како ководител. Здраво. Здраво, Ери. Фала за поканата, фала за гостопримство. И едва чекам да збориме за албумов. Мило ми е што доја се подружиме, малце се видиме и плюс знам дека овој албум многу ти значи, па затоа го пишував ми текстот заедно и те викнав да дојдеш тука. Сакам да го вклучам и Трајче од дома. Трајо. Јо, Трајче преку Zoom. Екипо? Здраво Трајо, како си ти да те прашам прво? Ден 10 од изолација, одлично е, се чувствувам топ, но ко прикошен го направивме ова, да не се изложуваме на непотребни ризици. Уште малце, па така да за следната емисија ќе бидам таму. Yes sir, Pandemonium Radio Show 4, Iris Scratch Activity in the Headquarters as the first time. Како што веќе знаете, вчера напишавме 3 текста за овој албум на Pandemonium Radio на Instagram. Тие што не следите на Instagram, pandemonium.radio, таму ги пишуваме текстовите, таму ги најавуваме стварите што се дешаваат поврзани со радиото. Овој албум ни значи на сите нас тројца кои сме дол Pandemonium Radio многу и затоа решивме и да направиме 3 поста за него и плюс да посветиме цело издание, бидејќи има многу што да се слуша, многу што да се збори за него. Исто така, не знам дали прочитавте на Instagram, али примаме други луѓе во нашиот Zoom митинг, така да ако се сеќате дека имате нешто да кажете во врска со албумов, ако сакате да кажете бар 3-4 минути 5 што значи тој за вас, добре дојдени сте, ни пишете, ќе ви дајаме линк од Zoom митингот да влезете. Тоа ќе правиме за некој пола сат од сега, али чисто да имате на ум, ако сакате спремете се, ако имате нешто да кажете. Почнавме со 3 песни кои не се од албумот, туку се од серијалот Good Fridays, кој Kanye West ни го поклони како најава за излегување на албумот со 15 Good Fridays песни кои ги вадеше секој петок. Тој го најави албумот и направи огромен anticipation за него. Ги слушнавме песните Lord, Christmas in Harlem, кој инаку моја милена од овие Good Fridays, и завршивме со Christian Dior Denim Flow. Со тоа направивме кратко загревање, овие песни ги пуштивме директно од Mixlr плейлистата. А сега почнуваме со преслушување на албумот од плоча. Тоа е една новост во Pandemonium Radio. Ќе го слушаме цел албум на плоча, инаку албумот бидејќи е многу долг, има 3 плочи по 2 страни, значи 6 sides, 6 страни. Ќе почнеме веднаш со првата страна, ќе слушнеме една или две песни, па ќе позборуваме малце ние околу албумот и што ни значи тој на нас. Бигато се сите што не слушаат, пишете ни у коментар, влезете во конверзација на Mixlr, бидејќи тој е целта на истата. Јас сум Iris Scratch, почнуваме со преслушување на My Beautiful Dark Twisted Fantasy од Kanye West. Какво отварање на еден албум? Can We Get Much Higher? Dark Fantasy, првата песна од ова ремек дело. После вакво отварање не мислам дека не има некоја опција албумот да биде лош. Трајче се слушаме? Да, овде сум. На почеток сакам да позборувам со вас двајца околу овој албум. Пред се, што значи тој за вас? Зашто го слушате, каде го рангирате на топ 5, топ 10 all times? Трајче сакам да почнам со тебе. Кажи ни, каде го рангираш
и што значи тој за тебе? Па, пред известно време, неколку месеци уназад, ми имаше предизвикано да напишам, тоа беше на Facebook, не идеше тоа на Instagram, ми кажа да направам листа од моите најомилени албуми и несомнено My Beautiful Dark Twisted Fantasy ми се најде у топ 10 и се уште е таму и мислам дека тоа ќе остане непроменето. Од самиот факт што ова е, мислам дека магнум опус на Kanye West, со тоа што мислам дека во тој момент, иако ние бевме прилично млади, го слушавме и имавме слушнато нешто предходно од него, 808s and Heartbreak беше моето интро во Kanye и после се навратив наназад на сите негови албуми, но кога го добивме овој оферинг и заедно со Good Fridays и све тоа што следуваше изоколу, мислам дека тотално ми го смени мислењето, бидејќи никој од нас не знаеше Kanye во каква насока ќе иде со музиката после све тоа што се деси во 2009 за во 2010 ноември да извади ваков мастерпис, според мене, албум за него, а и за музиката многу важен. И тоа го напоменав и во мојот текст, реков дека и самиот Kanye West вели и има изјавено дека овој албум и успехот на овој албум буквално било најважното нешто за него и животот му зависело од тоа. Така да и за мене, не дека животот ми зависи од тоа, дефинитивно далеку од тоа, но е еден од моите најомилени албуми, најслушани, најперфектни за мене и мислам дека ќе остане во константна ротација се дор не извади нешто подобро, а мислам дека тоа нема да се деси. Кажи ми само те прашам за перспектива, ти овој албум го слушаше како излагаше, значи Good Fridays и што мислиш за албумот, беше во текст со него, така? Да, дефинитивно. И тоа баш го имав другар кој што ме стаи на Kanye, уште од средно, ја не бев некој огромен фан на Kanye уште предходно. Велам, значи го фатив уште со 808s and Heartbreak во 2009 и после почнав да го следам и да го пратам константно и Good Fridays беше одличен спој на артисти со тоа што ги имаше некои од раперите кои што ги слушав во тоа време, тоа беа Common, тоа беше Raekwon, се упознав со Pusha T и сиот тој ростер, да исто Сайхај уште од тогаш ми стана еден од омилените лиричари на тој албум. Да, он има една анекдота која ќе спомнеме малце покасно. Те прашувам бидејќи сите ние тројца, јас ти Никсарот, во различно време од животот и на различен начин го имаме откриено Kanye. Јас го слушав уште претходно и Jesus Walks и Diamonds from Sierra Leone, али тогаш го разбирав, не го разбирав доволно 808s and Heartbreak, да, имаше песни кои ми се свига многу, но него имав разбрано точно како цел проект. И овој албум конкретно го слушав уште со Good Fridays и ми се свиеше уште од самиот старт и бенгерите кои ги имаше и Monster и Dark Fantasy. Значи баш онака го осети во моментот и знам кој момент беше тоа за него и општо за музиката, односно тогаш можеби не знаевме кој ќе биде моментот за музиката, али од оваа гледна точка тоа биле многу клучни години за музиката која тогаш се оформи и ја направи оваа декада да можеби не да звучи, но на многу начини придонесе овој албум кон целата декада. Зборевме со Никсар пред кога правевме муавет за албумот. Он ги има во тотално различно, бидејќи он е малце помлад, во тотално различен момент дознати и на поинаков начин го има прифатено, на некој начин го има првиот допир со него. Никсар, во која година го слушна ти прв пат албумот и што ти остави прв печаток најмногу од него? Прв пат го слушнав летото 2017, мислам. И до тогаш не бев чул такво издание на хип-хопот. Не ни знаев дека постои такво издание на хип-хопот и од тогаш ми ја смени целата перцепција околу целиот жанр. Добро, значи ти го слушаш албумов и што си викаш за него? Како го прифати првиот пат кога го пушти, кога го слушна? Дури не ни изгледаше на хип-хоп албум, бидејќи има толку многу жанрови, толку чувства во него. Буквално како една целина е мастерпис, ремек дело. Кажи ми што значи албумот за тебе, каде го рангираш ти на твојата топ 5, топ 10 листа? Секогаш на број 1. На број 1, зашто? Број 1. Затоа што, како што кажав, досега не сум чул такво издание на хип-хопот. Ова е, како што кажат, раче неговиот магнум опус, после се тоа што се деси, тие инциденти. Ова е исто и најдобриот камбек што некогаш се случил во хип-хоп музиката. Се слагам. Добро, кажи ми, еве јас се кажам за мене. Ја овој албум го рангирам многу високо,
објективно, но субјективно не го рангирам толку високо бидејќи ќе излажам ако кажам дека ми е постојано во ротација. Овој албум мислам дека не ми е ни најслушаниот албум од Kanye искрено. Ќе позборуваме малце покасно за тоа, но се поврзано со овој албум од случките пред него до ефектот кој го има, едноставно прави да не може да не го ставиш на врвот на Да се надоврзам на тебе, овој албум за разлика од 808 and Heartbreak не е толку influential како што е 808 and Heartbreak. во поглед на звукот, мислиш така? Да, и колку артисти има инспирирано тој албум, како што се The Weeknd, Drake, многу артисти излегува од 808 and Heartbreak. Случајот со My Beautiful Dark Twisted Fantasy не е тој, ама сепак е револуционерен албум. Да, се сложувам. Чатот ни гори, ја не можам да го пратам баш. Шараут за сите што се вклучуваат. Кој сака да се вклучи на Zoom нека ни пише. Трајче, ќе кажеш нешто повеќе за албумот? Мислам сега Па да. или за Вовете Ја- е доволно. Ја одма би се овде малце би го контрал Никсар со тоа што го кажа. Верувам дека My Beautiful Dark Twisted Fantasy исто беше имаше огромно влијание на културата, бидејќи до тогаш не беше видено такво издание да се појави посебно во меинстрим сферата. Едноставно Kanye направи еден огромен ризик со тоа што ги сруши сите граници и тоа мислам дека беше потиснат на еден начин. Во кој со смисол тоа мислиш што- ги струши сите граници? Дефинитивно. И почнувајќи од семпловите, и за разлика од тоа што, бидејќи ако го погледнеш 808 and Heartbreak е многу на минималистички сведен, со тоа што продукцијата е многу stripped down, е многу едноставна, неговото пишување е многу поедноставно, има поише хукс него ли некои версови, и буквално го зеде тоа и го сврте на опачки со My Beautiful Dark Twisted Fantasy, кај што почна да користи семплови кои што дотогаш не ни биле слушнати, Да. се нема слушнато во хип-хопот. И мислам дека тоа ми беше и завршната мисла во текстот, кај што е стварно албум кој што сите го цитираат ко највлијателен и дека ги инспирирал да прави многу, но никогаш премногу никој не успеал да го рекреира. Да, експериментален е во своето јадро, во сршта е, да, дефинитивно е. Што сепак треба да имаш експериментален албум. храброст после сиот тој хейт. Апсолутно. Се сложува, мислам да направивме добро интро. Сакаме да збориме, но исто така сакаме да слушаме музика. Јас имам некој впечаток дека голем дел од луѓето го знаат албумот и ја знаат неговата величина, но ајде да чуеме една песна по песна одиме за сите што го немаат убаво преслушано, можеби сега после муабетите ќе добиете некоја друг сенс и друг поглед кон него. Така да ќе збориме, ќе слушаме музика, ќе повторам уште неше пуштаме од плоча. Прв пат на Пандамониум радио, првиот пат пуштивме музика од касета, трето издание пуштаме музика од плоча. Го слушаме My Beautiful Dark Twisted Fantasy, пишете ни у чатот, се враќаме за кратко после неколку песни, една или две песни во живо. Now this would be a beautiful death. Jumping out the window, letting everything go, letting everything go. You got the power to let power go. Многу сакам да ги слушаме песни од почеток до крај, бидејќи секој момент е добар, но ќе ни земе премногу време. Секоја песна е многу долга, интересни се интрото и аутрото и се измеѓу, но ќе мора малку вака да ги кратиме колку толку, за да ја одржиме поише интеракција и енергијата во емисијата. На Zoom митингот ни влегоа двајца другари, двајца пријатели, Бодан Андонов и Димитар Милев. Здраво. Дали се слушаме? Да. Ќе повторам уште еднаш, правиме интерактивно издание на Пандамониум радио шоу. Претходната епизода тестиравме можности на Zoom, ги тестиравме и сега сме отворени за некој ако сака да се вклучи да биде дел да си каже што има за албумот. Нека ни пише, ќе му даеме линк да влезе. Здраво за Боден и за Димитар. И некој слушнавме песната Power од Kanye West која излезе прва за најава на овој албум. И кога излезе така како сингл, името на албумот не беше се уште познат дека ќе биде вака. И оваа песна предизвика големо внимание, но мислам дека после неа Good Fridays кој следува го направија хајпот околу песната. Инаку Power е голем хит како прв сингл, се уште остана како она стейтмент трака од овој албум и има зашто, дефинитивно, како и голем дел од другите песни. Сакам да позборувам малку да ги вклучиме Димитар и Бодан.
Ај прво ќе почнеме со Димитар. Кажи ми брат, што значи овој албум за тебе? И што го прави да е толку голем колку што е? Па брат, овој албум за мене лично е можда најдобриот албум од аспект на било кој жанр у историјата на музиката, јас што сум слушнал, како Body of Work целокупно е најдобриот албум за мене. Секој пат кога го слушам, ми се од понова откривам некои нови ствари кои што не сум ги чул претходно, некои нови доживувања. Значи за мене е као најдобриот албум што сум го чул некако онака. Најдоброто доживување музичко уствари, технички. А што е тоа што ти е кој моментот што ти го прави тоа доживување да ти е такво какво што е? Па вајле начинот на кој што, знаеш, албумот на кој што е склопен е сосема максималистички направен. Значи, се што можело да се направи во тој период, мислам не во тој период временски, туку тој that period of time за Kanye, бил направен на највисоко ниво. Значи, како опочнувајќи од музиката, како семплинг, начини на креирање на битови, на текстови, на гости, на артворкот и така натаму. Значи, се тоа прави едно доживување кој што може неповторливо ми е во било кој медиум, затоа што е единствено некое тело како Body of Work кој што инкорпорира поише различни медиуми за да ти го донесе тоа доживување. Може да пуштиш на пример, знаеш, она филмот што го има пуштено заедно со албумот, Да. и таму е убацена музиката од албумот, на пример, ама ти дава сосема друго доживување од која што на пример би го слушал само албумот. Артворкот сам по себе е сосема нека друга прича, значи како ги поврзаш сите тие елементи, добиваш некој сосема луд производ. И за мене лично тој момент е многу поважен и многу позначаен. За мене лично е тоа што се сите работи околу музиката, како се направени и зашто се направени така, и тоа ми го става толку високо. Бодан, што значи овој албум за тебе? Може да ни кажеш во која фаза од животот си го преслушал, која година и како си го осетил првиот пат? Па, за мене, исто ќе се согласам со Димитар, за мене исто ова не можам да кажам дека е најдобар албум на сите времиња, поради тоа што сметам дека не сум дослушал доволно музика за да го кажам тоа, ама дефинитивно најдобар хип-хоп албум на сите времиња. Според мене, мислам дека генерално се смета, ако не за број 1 у топ 10 на повеќето листи што ги имам јас видено барем. За мене албумов е поим за совршенство, кој ќе кажам она магнум опус, кој ќе кажам буквално ме асоцира на албумот и го гледам каверот пред мене. Секоја песна само по себе си има свој почеток, средина, на крај обмислена на многу гениален начин, каде што сите елементи се комплементираат, секој гостување има зашо е тоа гостување одбрано, и мене тоа многу ми се допаѓа што Kanye West дава се од себе да достигне совршенство, ако тоа уопште некогаш постои. И тоа за мене го прави најболje на сите времиња. Ја го слушав прв пат, мислам дека Runaway и Power ги слушнав кога искочија. Целиот албум го немав преслушано до мислам дека 2012-13, ама дури тогаш се сметам дека не бев ниту доволно зрел, ниту па доволно имав слушано доволно музика за да кажам дека сосема сум го сватил албумот, само ми се допаѓаше тоа што го слушав. Но со текот на годините никош не ми искочило од ротација, секогаш сум се навраќал на него и сега последниот викенд кога се навратив на него, се успеав да откривам некои елементи што не знаев дека се таму. И тоа мене ми дава уште дополнителна возбуда кога го слушам тој албум, што се уште има нешто ново што може да се открие. Тоа ми се случи мен искрено, го преслушав едно 10 пати сигурно оваа недела кога ги сменавме текстовите емисијата. Исто да го сватив дека има многу работи кои не сум ги слушнал, јако ги имам преслушано милион пати. Кажи ми која песна ти е омилена ако мора да одвоиш една? Runaway мора да биде. За мене нема подобра. Исто. Никсер, се слагаш? 100%. Зашто мислиш така? Интрото, брат. Интрото. Аутрото, се. Аутрото, да. Можен аспект, апсолутно. Буквално и 3 минути аутро со дисторted вокал. Што звучи како од гитара електрична, да.
Тоа е па имав гледано видео за ова дека аутрото на Runaway воопшто не е човечки глас што е distorted, туку со оглед со тоа што имаш слушано песната веќе 6 минути, само во твојата Ти си го глава замислуваш текстот, да. Да, ти си го замислуваш текстот, а устари е само мелодија од инструмент или од синт што Премногу го има distorted, најдобро. да. Гениално. До Милев, ти ако треба да одбереш на песна, која би ја одбрал како хайлайт од албумот? Мене ми е So Appalled, искрено. Овој период, барем пошто сум у процес на преслушување на скоро целата дискографија на Kanye, мене ми е So Appalled. Зашто можда, според мене, нели, најдобрата посикат трака, ако може така да се класификува, ама е апсолутно, значи нема никој потврдена. Значи најдобрата посикат не мора да биде, ама најдобрите фичерс се таму. Ко кажувам тоа, знаејќи Ники Минаж што направи на Monster. Значи Да, добро, тоа таму на Ники делот отскокнува премногу, па дури на Rick Ross интрото, ама мислам дека со Appalled и мене сега последна ванила што Во топ 3 дефинитивно. најмногу пати ја вратив. да. Трајче, омилена песна од проектот, ако може да избереш една? Многу е тешко и многу е тесно помеѓу Runaway и Devil in a New Dress и имам причини зашто е тоа така. Кој што кажа Бодан, дефинитивно тоа интрото и сите безброј видеа на лайв настапи кои што ја настапува Runaway, спот, версот на Pusha T, тоа се едни од најдобрите карактеристики што ги има Runaway и самата тема за која што се збори внатре. А од друга страна, Devil in a New Dress ми е една од омилените траки воопшто во хип-хопот. Не можам, брат. Тој Rick Ross верс, брате, тој фичер ми е над сите. Ја го ставам над версот на Ники Минаж на Power и на Monster, тоест, извини. И мислам дека покрај тоа што Kanye е феноменален на Devil in a New Dress, мислам дека Rick Ross ја вади трагата и ја крева уште едно ниво погоре. И јас така мислам, инаку во Сарато имам онаа верзија без него. И баш кога спремав еден микс, кога зборевме Карантинов, планирав еден микс да правам со некој таков стил на музика. Ја ставам песна и гледам трае 2,5 минути, викам што е работа и после сфатив дека сум ја симнал уште од Good Fridays кој излагале и уште ми стои таква. И нормално ја симнав новата верзија бидејќи јас мислам дека Rick Ross на таа песна кине и исто така тоа што е ставен таму каде што е ставен само дава уште поголема вредност бидејќи те тера да изслушаш цела песна до крај и после аутрото има цел верс. И ќе се надоврзам на тебе, огромен кредит за Майк Дин за продукцијата на песната. И тоа познато гитар соло пред самиот крај. Пред врсот на Rick Ross. Збориме за Devil in a New Dress, кој ќе чуеме малце покасно. Сега дека пуштаме музика од плоча, одиме песна по песна. Следна песна на плочата ни е All of the Lights, заедно со интрото, со интерлудот пред неа. Кажете ни нешто повеќе за оваа песна, како нека да почнеме со Бодан. Како ја осеќаш песнава, што мислиш за неа? Ја првпат кога слушнав песнава беше на YouTube видео кога беше искочен спотот. И многу ми се допаѓаше како беше направен спотот каде што има девојче што се шета по снег и многу ми се свиѓаше што има само интро каде што е виолината и кога првпат ја слушнав песната, само ја слушнав како All of the Lights без интрото, пошто нели на албумот има All of the Lights интро и после тоа почнува вистинската песна. И бев као разочаран кога зашто го нема и ова интро и тек после тоа беше кога го преслушав цел албум бев као ова интро е као само посебен дел и тоа додава толку многу на секоја плейлиста што имам All of the Lights мора и интрото да биде пред него да дојде. Брав песна. И јас мислам исто. До Милев, што ќе ни кажеш за оваа песна, што ти значи тебе? Брат, јас сум нели малце помлад од вас. Ја All of the Lights ја знаев пред да знам као за концептот на My Beautiful Dark. Ја знаев само песната, знаеш, пошто Песната беше мега Да, хит. Да, пошто беше неверојатен хит и ја знаев само со спотот, нели се едно со друго со све. И кога првиот момент кога сум го преслушал албумот, не помнам, сум го гледал средно, поема немам. Кога се пушти, нели, како што ја трек листингот, прво интерлудот, па после тоа и песната, за мене беше скроз нешто како таа комбинација на песната со тоа што доаѓа пред песната беше скроз различно, го осетив од тогаш како што сум ја слушнал само песната, али кога сум ја знаел само песната било мислам супер, одлично.
песна као за песна, као сама по себе. Бенгер Али као сингл, дел од така. албумов, да, али као дел од албумов е скроз нешто друго. Као дел од прича, е, као дел од цела служувалка. Никсар? Нешто повеќе за оваа песна? Сакам да дадам шаут-аут на Елтон Џон што го има отсвирено интерлудот на песната. Покрај него, Ријана и Кид Кади на песната имат учествувано Џон Леџенд, Ферги, Алиша Кис и Дрейк. Како имаат учествувано? Во рефренот, мислам. Сите 5 гласа заедно и буквално имаше факт дека Алиша Кис за време на снимањето на песната е бремена. Значи ова е All Star тим, буквално во една песна. All Starот на All Star од 2010 година. Да, инаку, тоа е факт дека има преку 14 contributors на самата песна, а инаку само Ријана е кредитирана ко фичер на самиот албум. Инаку и Дрейк е еден од луѓето што има пишувано, така да, that checks out. Мислам дека и Кид Кади е фичер, или се лажам. Да, Да, Кид Кади го има Као кредитиран фичер. позадина кога си пее. Да. Огромен бенгер. Пробувам да го најдам сега на плоча, мислам дека го најдов. Дечки, останете у Zoom-от, ќе продолжиме да правиме муабет. Ако сака некој друг да се вклучи во Zoom митингот, нека ни пише, му пратиме линк. Слушаме My Beautiful Dark Twisted Fantasy, All of the Lights, Pandemonium Radio Show, број 3. Идеме. Pull it up selecta. Се крена атмосферата во Pandemonium Headquarters и на Zoom митингот, па ја буднавме малце главата на иглата и ги слушнавме версовите на Jay-Z и на Kanye пола. Два пати, ама нема везе, многу добра песната, ја би ја слушал уште еднаш искрено. Дефинитивно. Мора да го кратиме аутрово дека, како што веќе кажав, сите песни траат многу долго. И мора да ги кратиме за да остане енергијата на одредено ниво. Се враќаме во живо, јас сум Айрис Креч, до мене е Никсар, на Zoom ни се Activity, Бодан Андонов и Димитар Милев. Што ќе кажете за Монстер? Ајде да почнеме со Трајче, Activity. Па, една од стендаут траките на албумот и мислам дека не е за самата продукција, да, дефинитивно, но мислам стендаут трака дефинитивно за Ники Минаш. И мислам дека има еден интересен факт кај што Ники Минаш својот дебют албум го издаде на истиот ден заедно со овој албум, Pink Friday. Тоа сакав јас да го спомнам, браво. Да, и буквално мислам дека е многу важен момент. Мислам дека се поклопија коцките посебно за Ники Минаш бидејќи сите збореа за оваа песна. Power е една, мислам Monster е една таква песна која што е многу енергична и мислам дека беше преголем хайлайт за нејзината кариера. Мислам дека дури да, дефинитивно, и мислам дека и донесе многу поголема група на луѓе кон нејзиниот албум. Мислам дека ова беше многу прав потек и многу одличен потек за Ники Минаш, имаше требаше да се докаже на ова. И мислам дека го направи токму тоа. Плюс мислам дека ќе даде многу стрит и реп кредит, бидејќи после ова, јако Pink Friday имаше многу балади, многу поп песни, она го имаше ова како, знам и да рапувам и тоа знам да рапувам боле од сите рапери, ја знаеме кои се рапери беа на овој албум. Одличен момент. Искрено ја кажам, првите пати го преслушав овој верс, беше малце чудно. Шараут за добрат ми Ведран, кој пиша баш дека песна го потсеќа на Зимски Колосеум, тој период 2011, одма што му излезе, имавме во ротација ставено. Прво беше малце чуден, али набрзо потоа кога го сватив онака колку е добар и колку е јак, почнав да ги рипам другите три, да го пуштам само незиниот верс во диско. И се уште го правам тоа, бидејќи мислам дека незиниот верс е најдобар, а интрото исто така на Рик Рос многу ми се свига, плюс вика Fat Motherfucker на Lucas in Trouble, така да може да се поистовети оваа екипа со тоа. Бодан, што мислиш за Монстер, брат? Сам дека исто не може да биде стендаут трака, пошто сите се стендаут траки на албумов, ама дефинитивно врв, според мене, чиста десетка од сите што се појавуваат. Ники Минаш, фала Богу, е најголем хайлайт и мислам дека до ден денес овој е најлегендарен верс.
сите, не сам на ток шоус, селебритис го рапуваат овој врс, не знам кој има вгледано видео што го знае од збор до збор врсот на Ники Минаж, мислам дека нема друга песна што толку има дано кој што кажа стрит реп, без разлика на што друго има направено Ники Минаж, ова мислам дека ќе остане со неа до крај. А сега го трагате е топ и самиот концепт на Монстер што Kanye West, по тоа што знам барем за тракава, ги има буквално за секоја трака каде што гостувал, им пробувал да дава идеи за што ги асоцира гостите на Монстер, затоа и Jay-Z почнува Замбија, Gold with No Conscience да ги набројува работите што се Монстер за него и мислам дека тоа многу ми се свиѓа што целиот албум е таков концептуален каде што има генерална тематика и секој дава свое мислење што значи тоа за нив. Fun fact ушен за Ники Минаж беше што не знам колку е ова познато дека го има препишано врсот дека Kanye West го има одбиено првиот врс што го има напишано и рекол како можеш ти боле од ова да направиш и Ники Минаж влегле го дал својот најдобар врс сите времиња. И ја терал да ја преснимува истата верзија повеќе од 10 пати. Јас ја знам приказната дека и се јавил пред да го издаде албумот и рекол се мислам дали да го ставам твојот врс на албумот бидејќи знам дека ќе биде најдобар врс на целиот албум, како ќе не overshadowнеш сите. Као на заебанци го кажал тоа и стварно така излезе. Ова е еден од врсовите за кои најмногу се зборува. Интересно е дека двете, што би рекол The Милев поси траки се една до друга, Monster и Soul Apart е следна. Значи на Monster гостуваат Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj и Bon Iver со пеењето, а на Soul Apart Jay-Z, Pusha T, Sci-Hi The Prince, Swizz Beatz и Рза или Риза. Значи какви две песни една до друга, онака да не знаеш со 10-11 версови кој подобар. Ајде да позборуваме малце да не јавиме Soul Apart, бидејќи спомнавме како најдобра трака, The Милев спомна како стендаут трака од проектот. Следува таа, па кажи ни нешто повеќе за неа, најавија да тие што не слушаат да добијат некоја перспектива зашто ти е тебе толку добра. Брат, зашто? Пошто сите што се дел од таа трака даваат некаква посебен шмек на тоа што е како да кажам, според ја како што го доживам мајндсетот на Kanye правејќи го овој албум. Така некако многу богати версови имаат сите, така не лирички баш богати, него се многу како курч, така богати. Па не се баш курч, не, да, и курч пред сама се многу едноставно докажување на што се они во дадениот момент at that period of time, знаеш. Сите вклучително и Sci-Hi The Prince што мислам дека го има најдобриот верс од сите таму, а не ни требал да биде во трагата in the first place. Јас ако добро памтам, скришно влегол и си го снимал версот. Да, тоа е точно. Што многу е јако, пошто ако ги видиш како се подредени и ако видиш како едни на други многу си лепат, не можеш тоа да го едноставно припаѓа таму. Знаеш, и мислам и без него траката исто така би била одлична и пак веројатно би била најдобрата, ама Sci-Hi The Prince според мене е хайлайтот на оваа трака. Баш Никсер пише во неговиот текст за Пандамониум радио на Инстаграм во вториот дел, пишуваше за ова. Која е приказната позади врсот на Sci-Hi The Prince и како се нашол тој на песнава? Sci-Hi The Prince првично требал да сниме само хук за песната, Kanye тоа го посакал од него, но бидејќи биле само тој и инженерот во студиото, Sci-Hi и инженерот, премногу му се допаднала песната и сакал да сними врс и да го инженерот да го стави на крајот, сосема скришно во наводници. Тоа Kanye не го знаел и отишол да ја преслуша песната заедно со Beyoncé и Jay-Z и кога најнаш дошол врсот на Sci-Hi, Beyoncé рекол како who are these duties, you need to sign him right now. Значи толку многу е стендаут за целата трака и дефинитивно мој омилен врс од целата. Иако е преполна со quotables и со стихови можам да издвојувам цел ден, бидејќи ги имаме Jay-Z, Pusha T, Prince, Swizz Beatz и Риза, буквално знаеме на што се способни тие, какви текстови можат да напишат, ама сепак Sci-Hi
со најдобриот верс. За мене. Мен on a момент if God had an iPad и I be on I be on his the playlist. playlist. Многу добри quotables. Трајче имаш нешто да ни кажеш за песнава или да одиме да ја пуштиме да ја чујат луѓето? Само ќе се сложам со Димитар Милев дека сите, и мислам дека Сајхај ја прави траката дефинитивно и за мене. Мене ми беше ова интродукцијата за Сајхај, ја не го знаев претходно. Го имав слушнато, ако не се лажам, на Self-Made микстейпот на MMG од 2009 и таму искина исто, ама дефинитивно Verse 4, Sci-Hi the Prince, If God had an iPod, I'd be on his playlist е легендарен лайн и мислам дека си го заслужи местото таму. Имам многу повеќе верзии на приказната де ме Кање заспал на саундбордот, па скришно Сајхај почнал да го сними својот врс, но небитно како и да е, мило ми е што се тоа случило и што одлучил да го остави на трагата. И голем Така дислайк, голем дислайк за Ентони Фантено што го исхита овој врс до крај. Да, Melonhead. Дефинитивно. Баш чита во коментари сите збореа за него, јас го немам гледано тој ревју на Фантано. Али у коментари на последниве денови на сите постои што беа у коментари беше минимум по еднаш запати спомнат како се осеќа. Секоја година се случува тоа од кога го има направено ревјуто на самиот anniversary секогаш се збори за ревјуто на Фантано зашто му дал, ако не се лажам, 6 од 10. 6 од 10. Фантано говори да топ хейтер. Затоа не треба да се слушаат и да се гради мислењето на ревјуз, тие може само да ви помогнат. Ние исто така ги пишуваме чисто онака од субјективна перспектива и оставаме луѓето сами да си проценат дали им се допаѓа или не. Така да немојте да верувате слепо на јутуберите и на сите што сакаат да го наметнат таквото мислење. Ќе одиме со So Appalled, версот на Sci-Hi the Prince за кој што зборевме на крајот, така да слушате внимателно. Се надам ќе ви се допадне цела трака. Пишете ни у четот. Pandemonium Radio на Mixlr, Pandemonium Show број 3. One hand in the air if you don't really care. Two hands in the air if you don't really care. It's like that sometimes, I mean ridiculous. It's like that sometimes, it's shit ridiculous. Fucking ridiculous. Fucking ridiculous. Го следивте последниот врс. Тоа е тоа што зборевме. Sci-Hi the Prince, So Appalled, омилената поси трака на Домилев и со право влага тука во дискусија сигурно. Продолжуваме со дискусијата. Сите песни се многу добри, има шанса да се збори за нив, па така да решивме некако песна по песна да ги обработуваме. Тоа беше So Appalled, се надам дека ви се допадна. Следува една од песните која има најголем, онака најзначајна за целиот албум, ако може да се каже, Devil in a New Dress. Зборевме на почетокот за неа. Трајче спомна како негова омилена стендаут трака. Кога веќе зборевме за неа, да не должиме многу, ај на кратко да ја најавиме, Трајче. Од каде да почнам, брат? Битот, Rick Ross версот, пак ќе се повторувам ако почнам да зборам. Ама мислам дека и со право ми е една од омилените траки, бидејќи мислам дека тоа и Никсар го каже и тоа беше интересен факт дека оваа трака не е воопшто продуцирана од Кање, иако звучи Кање-еск продукција, онака пик Кање продукција, ова е продуцирано од Bink и од Майк Дин, ако не се лажам. И не знам, само да идеме, ако има некој друг нешто да каже за тракава, мене ми е едно од омилените и мислам дека после Runaway мислам дека ми е единствената песна која што константно е во ротација и се наоѓа на некоја плейлиста и ден денес низ Spotify. Интересен факт за битот да се надоврзам. Кање сосема случајно го чул од лаптопот на Bing. Мислам дека кога биле на авион на пат кон Хавај, сосема случајно не ли бил наменет тој бит за него, ама сепак е испадна една од најголемите траки на албумов и плюс тој тач што го додаде Майк Дин, мислам нешто godlike. Да. Добра трака. Зборевме, го спомнавме тоа на почетокот. Има еден момент каде што мислите дека песната завршува, ствари тоа е еден долг како аутро. И после тоа влага Rick Ross со еден од најдобрите врсови негови all time. Така да еве ќе пуштиме песната, слушајте ја, баш осетете колку онака ве наведува дека е крај на песната и кога влага Rick Ross ја носи на уште повисоко ниво што било претходно. Одиме со Kanye West featuring Rick Ross,
Devil in a New Dress од неговиот албум My Beautiful Dark Twisted Fantasy. I love it though. I love it though. You know? Woo! Devil in a New Dress, Kanye West featuring Rick Ross. Каква трака е. Колку јако мала. Кога Никса, ќе ве праша некој зошто е толку посебен албумов, пуштете му е само оваа трака. мислиш дека зборува доволно, а? Не, само треба да го треба само да види рекординг од овој видео кол за да свати зашто после 10 години сите волку се хајпа. да. Само тоа е потребно. Точно, шараут за цела Zoom екипата, Activity, Бодан Андонов, Дамилев, Никсар и Айрис Кречо студиото на Пандамониум радио. Имаме добра забава, ние тука ќе ставиме дел некој исечок од најдоброто зборање, ќе ставиме на IGTV, чисто онака. Стигнавме до Runaway, дечки. Најстейтмент траката, ја мислам како и да го вртиш, мислам дека Runaway. Од многу аспекти, почнувајќи од видеото, од тематиката, од Кажи Бодан? Таа првата нота на пијано. Да. Тън... Тоа е E minor, брат, E minor. Ништо друго не е. Најмоќна нота. Нема по-recognizable. Нема подобар Жени момент се, кога Kanye да. West настапува на На MTV Yeezus Tour, да, од 2013. и само првата нота. И сите знаат што се случува. Да позборуваме малце за неа или само да ја пуштиме и да уживаме сите бидејќи имаме слушнато многу пати, имаме зборено. Бодан, сакаш нешто да кажеш за неа? Па не знам што ви кажал што веќе не кажавме до сега. За мене поим за совршена песна каде што се размислено на начин каде што ќе те целата песна ќе ти дава така некое патување каде што си има и врв и си има и спуштање, после тоа некако продолжува и трае доволно долго за да ти остави долготраен печаток. Кој да е слушал Runaway целосна посветено има запамтено, не е песна што се заборава. Песнава самата зборува за себе. Мислам дека самиот треба да се пронедеш во неа. Ајде да чуеме. Одиме со Runaway, една од најлегендарните песни евер на Kanye West, Пандамониум радио на Mixlr. Какво аутро, значи тракава трае 9 минути, секој момент од не е магичен и добар. Кажете ми дека ова не е врв на креативност. Се сложувам целосно. Zoom екипа се слушаме? Јоп. Да, тука сме. Значи песна во песна како идевме, не знам која песна каде можам да ја ставам спореден едно со друга. Мислам дека да речеме најдобрите песни кои може да се одвојат од овој проект ги поминавме, па сакам да направиме една кратка пауза од слушање музика, малце поише да збориме околу овој албум, односно за него зборевме многу и ќе збориме него, ајде да го споредиме со тоа што излага после него во цела оваа декада. Дали некој артист успеа да стигне на нивото, на креативното ниво до кое што стигна Kanye или бар приближно до него? И каде овој албум се наоѓа во споредба со албумите кои излегоа после него, бидејќи да, сите збориме дека е можеби број 1 или топ 5 во претходната декада, односно од 2010 до 2019. Но да го споредиме со неговите современи или како и да се вика тоа. Значи, трајче сакам да почнам со тебе. Што значи на страна од албумот сам по себе, што донесе декадата после него и каде може тој да се стави во таа дискусија? Па, прво ќе се надоврзам на тоа што кажа дека влијаел многу и дека кои се тие артисти, дали воопшто постојат тие што успеале да достигнат таква креативна гениалност, ќе ја наречам. И мислам дека се уште нема, иако има доста добри примери во претходната декада на албуми кои што флексале огромна креативност и гение, но мислам дека самиот факт дека Kanye го има создадено албумов во такви карактеристични околности во кои што тој сам се најде, мислам дека албумот го прави да биде над сите. Со тоа што доколку Kanye не беше ставен во таква позиција, да албумот беше make it or break it, мислам дека немаше да биде тоа што е. Бидејќи тоа беше главната причина зашто тој го направи овој албум. To redeem himself, буквално. Ова беше еден вид на redemption, за да се врати во целиот спотлајт и
да не го предаде своето его, бидејќи Кање од секад го имал тој God moment, кај што буквално сам се крева на пиедестал над сите. И мислам дека албумов му беше тоа што мораше да го направи за да се покаже дека се уште е тој истиот и дека не треба да забораваат на него и дека едноставно он е овде да остане. Love him or hate him, he is the one. Дефинитивно, апсолутно. И мислам дека го постигна тоа со овој албум. Да. И иако имало албуми, Джо и Христијан Шонтевски го спомнаат Pimp a Butterfly. Дефинитивно се слагам, Pimp a Butterfly е еден од подобрите концептуални албуми кои што искочиле во претходната декада. И има многу. Исто така мене ако ме прашаш и Игор и Flower Boys исто така одлични примери за тоа. Во поглед на продукција и мислам дека да, има албуми кои што се таму, но не можат да го достигнат нивото на професионалност и на execution кој што го има направено Kanye со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Па дури и на своите албуми кои што следеа после ова. Се сложувам со тебе, мислам дека кога се зборува за така, мислам нормално дека интрото и позадината на албумот има многу големо значење во самиот албум, но мислам дека кога се споредува конкретно со албумите од оваа генерација, не би требало тоа да се земе во предвид, бидејќи ако земеме теоретски Kanye више се врати на почетокот на оваа декада. Значи, за многу луѓе, за голем дел од музиката и културата, тој во 2010-тите беше веќе тој што е, бидејќи овој албум го стави таму на почетокот на декадата. Сега, дали овој албум што е тоа што, ако се земе музички гледано, што е тоа што го прави подобар од сите други? Дали едноставно нашата љубов кон тоа што он го има направено или сеопфатноста го става толку високо? Зашто е овој албум подобар од Good Kid, Mad City, например, или каде се рангира тој? Бидејќи ако земеме, како што кажав јас на почетокот, објективно, признам дека овој албум е тоа што е и зборуваме со суперлативи веќе неколку денови и пишувавме и денеска зборуваме и тоа држи вода, но например ќе излажам ако кажам дека албумот ми е во постојана ротација овие 10 години. Баш напротив, имало многу други албуми кои многу повеќе ми лежат на уво и за мене лично има многу поголемо значење. Прв што ми доаѓа на памет е Rolling Papers од Wiz Khalifa или некој од првите проекти на Mac Miller као Kids, што да речем од артистичка вредност или можеби неговата позадина и приказната околу него нема допирна точка не може да се спореди со оваа за My Beautiful Dark Twisted Fantasy, али од друга страна субјективно кога го слушам па и поише ми лежи ново. Каде субјективно ти би го ставил овој албум? Во споредба со другите од оваа декада, од претходната декада, извинете. Така. Па например ако се навратам и на таа листата која што имав, мене прв албум што ми доаѓа на ум, например, каде што субјективно повеќе време го имам слушано низ годините од кога искочи, би рекол дека е Mac Miller Faces или Watching Movies with the Sound Off. Мене тие албуми конкретно допреле многу поблиску до мене. Но не можам да ја одземам гениалноста на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, бидејќи кога искочи, ја бев во други години кога го слушнав друг пат и кој што рековте и претходно, кога секој следно преслушување го добиваш ново значење, песните ги сваѓаш на нов начин. Еве конкретно сега ќе се навратам на Runaway. Runaway според мене е буквално и еден начин врвот на албумот, својот пинакл го достигнува таму Kanye, со тоа што и самата песна во себе е еден вид на грчка трагедија, со тоа што тој се представува како душбек, овде го има тоа злоставување моментот на home abuse или на уште кои не теми што ги обработува во самата песна. И мислам дека сето тоа, значи моментот на колку мисла има впуштено во него, ретки се албумите кои што може да парираат. Во смисла екзекуцијата и колку труд и време е внесено во овој албум, мислам дека го дели од другите. Но доколку би гледал субјективно, дефинитивно има албуми кои што сонично и од гледна точка на значење, мене лично што ми значат, ги има многу. Добро, Димитар, што мислиш ти на оваа тема? Значи да го споредиме, да го ставиме во кошот со албумите, со другите албуми од претходната декада. За тебе лично што значи, каде би го ставил да направиме некоја споредба со се друго, бидејќи зборуваме за него во суперлативи, но што е споредбата со другите албуми кои излегоа после него дека овој албум ја отвори декадата на некој начин? Да, мислам дека како да кажам сега, албумот сам по себе е толку монументален затоа што е
затоа што е и добар, нели, одличен албум, али се попратно со него и баш кај албум на Kanye West, а Kanye West сам по себе е доста контроверзна личност, значи све што прави он, све тоа се пута 10 е од обичен регуларен артист, па затоа например споредбата на не знам Kendrick и Good Kid, Mad City и не знам Kanye со овој албум не држи баш вода, пошто не се работи за истиот тип на артист, како да кажем, истиот тип на личност, да кажеме. Знаеш, и сега од тој аспект ја не ми текнува сега вака некој албум кој што можам, или неколку албуми кои што можам да ги сврзам да бидат како целокупно доживување споредени со My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ама можам например ми текна прв албум кој што се обидува сонично да го продолжи таа нишка на максималност во звукот, такви lush sounds. Па и Kanye со Jay-Z понатаму што направи албумот, нели, Watch the Throne, тоа е некако јас го осеќам сонично како продолжение на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ама не е се уште тоа. Па и Magna Carta Holy Grail до некаде од соничен аспект се надоврзува на Watch the Throne. Ама пак не го достигнува тоа. Само те врата малце порано, значи тоа што го спомна, не би можело да го споредиш со ниеден друг албум. Тоа значи дека е во свој лейн и толку високо што нема ниеден, бидејќи што значи тоа? Дали тоа значи дека се споредува со некои албуми што се надвор од хип-хоп светот? Ајде да земеме за дали е толку подобар и над се од хип-хоп музиката од последниве 10 години или од сите 40 години од кога постои хип-хопот? На пример, дали ти текнува некој друг постар албум кој би го споредил со него? Дали сакам да видиме каде рангира за нас себе, за нас петорица тука што сме на Zoom, каде рангира и субјективно, објективно рековме кај, значи дефинитивно топ 5, топ 3 оваа декада во свој лейн и се тоа, но чисто да дајме некоја перспектива со кој би го споредили ако воопшто може да се спореди. Не е до тоа, мене ми е поиште го гледам како албум кој што ги крши тие некои груби граници на што значи се хип-хоп албум. Не е хип-хоп албум пошто звукот не е ни класичен, ни не класичен хип-хоп. Звукот е баш музички креирана музика, некако семпловите се на секаде, ги семплаш Сабат, го семплаш Смоки Робинсон, Афроамерика, значи сите тие од секаде ако собереш така звуци не можеш да извадиш хип-хоп албум, ти вадиш парче музика и тој албум е многу битен за развивањето на музиката од тогаш па до сега и понатаму веројатно во разбивање на тие некои жанровски подоби. Видиме на пример Тревис Скот со Родео на пример. Тој албум не е, иако е трап да речеме албум, не крши многу такви ригидни некакви калапи кај што би го ставил. Има скрос различни звуци, има скрос различни тематики, некако осеќам дека артистите од тогаш, мислам, кога што јас имам слушано, нели, до музика до сега, се многу послободни во креирање само музика. Не се замараат дали е хип-хоп албум, не се замараат, и затоа не би го не ставам во, не знам, некои постари албуми, иако во однос на импакт, би го стел тука некаде со оние класици на класиците, попут Beatles, например, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band е еден од, за мене исто така, најдобрите албуми во однос на тоа што нуди како пресек во музичката историја. Истото би го кажал и за My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Значи во свој лейн многу повисоко од целава друга хип-хоп. Да, ако споредуваш албуми со него, би требало да споредуваш албуми кои што се жанровски не можеш да ги категоризираш. Едноставно се парче музика. Се сложувам, убаво кажа тоа. Овој звук конкретно потсеќа само на овој албум и на ништо друго. Нити има после тоа и пред тоа нешто слично нова. Никсар, сакаш да кажеш нешто? Да се надоврзам на Димитар. Експерименталноста е тоа што секогаш ќе го прави овој албум посебен, барем за мене. Бидејќи многу артисти пробале да експериментираат, но не на секој му успева тоа. А Kanye, еве за пример, ги семплува Black Sabbath, прави рок слеш heavy metal инструментал и му успева. Не знам, врв на креативноста е ова. Бодан, сакаш нешто да кажеш? Се сложувам иначе, да, само сакам да разговараме чисто да го споредиме со нешто друго што излезе на периодов на сцената, или ајде да го свртиме малото, не мора да го споредуваме како албум ако речеме дека е неприкосновен бројден на претходната декада. Кои артисти ги има врз кои артисти има влијание и што ме придонесено да се случува на сцената? Кои се
да речеме потомците на овој албум, што се случува? Убаво го спомна Родео. Кои се други такви примери? Артисти како Френко Оушен, дали артисти како Кид се Кади. полки ми текнува. Кид Кади се разбира. Мада Кид Кади од друга страна гледано Кид Кид Кади Кади има е сам по себе, да. има и големо влијание врз овој албум, бидејќи Кид Кади исто славеше 10 години. Да, повеќе е контемпорари. Да, Кид Кади е многу значен за овој звук. Потом сакаш нешто да кажеш, бидејќи знам дека ти Родео исто така многу го сакаш и го сакаш тој поекспериментален звук на хип-хопот. Па да, ја се согласувам со тоа што Димитар го кажуваше дека таков експериментален и што трансценднува жанрови на музика, ми се баш онака или број 1 и 2 или Tied for First, Rodeo и My Beautiful Dark Twisted Fantasy, и не е ни чудо што Травис е еден од директните потомци на Kanye West, и Kanye West е сам заслужен за многу од Родео, како е што е искочен како што е. За мене и самиот албум е исто, како што кажав на почетокот, најдобар хип-хоп албум, иако поради тоа што ако треба да го категоризирам, би го категоризирал како хип-хоп, ама не можам да речам дека овој хип-хоп е истиот хип-хоп што го има на Life After Death на Biggie, на пример. Што исто и двајцата се монументални, легендарни класици, што се генерацијски имаат израснато деца им се имаат поистоветувано премногу со нив, ама нема како да се споредуваат, во скроз различни ери се направени, со скроз различна продукција, со скроз различни буџети, и тоа игра многу голема улога, и тоа мислам дека повеќе му дава на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, со тоа што е у понапредно време и со подобра технологија и со самото тоа и подобра продукција, да трансценднува на хип-хоп и да биде поише. Ја би го ставил лейн со, не знам, Pink Floyd и Dark Side of the Moon, каде што буквално влагаш во некој друг универзум и слушаш звуци што се само уникатни и монументални за самиот тој албум и самото тоа дело. Така е одлично срочено и Димитар и Бодан и Никсар, фала. Кат активити. Да споредиме нешто со... Тоа го велам од преска, брат. Мене самиот факт дека баш тоа што го збореа и Димитар и Бодан, дека е монументален и дека е скроз out of the box experience, и во поглед на продукција, и во поглед на лирицизам, мислам дека не би можел да го споредам со некој албум, но би рекол дека на пример на еден начин ги роди артистите кои еве конкретно Дрейк го има цитирано ко огромно влијание. Со тоа што и Дрейк во некаков домен и бил учествувал малце во креативниот процес на самиот албум, и мислам дека не толку ги има инспирирано колку што ги има натерано да земаат и да прават ризици самите артисти. Ја мислам дека за тоа повеќе се работи со тоа што ги има натерано и им има покажано дека самите артисти и самите рапери можат да искочат од тие традиционални рамки на хип-хопот и да експериментираат со звуци. Повеќе да, дефинитивно, и мислам дека повеќе е пример него ли што е инспирација, бидејќи факт е дека нивото на креативност која што го има Kanye вложено и енергија која што го има вложено во овој албум е недостижна. Бидејќи целата таа околност му има даено еден посебен буст да го направи тоа. Но мислам дека служи како одличен еве ќе го наречам пак пример за артистите кои што ги родил понатака да се инспирираат и да прават, да превземаат ризици и да прават некои чудни out of the box ствари кои што ќе бидат запаметени и понатака. Тоа се случи, мислам дека и со може и директно да не се поврзани, но на еден или на друг начин ги има инспирирано на тој начин како артисти ко Кендрик, артисти ко J. Cole, за ќе го спомнам овде и Дрейк на пример, во истиот тој момент кога Kanye е најранлив и најчувствителен, Дрейк истото го прави во 2010 година, као тој ги вади едни од најранливите албуми, кај што тој се представува на светот, се представува во најприродно светло, без никаков флекс, без ништо, збори за чувства, ја побива таа генгста и Timbaland продукција која што владее, и мислам дека на тој начин My Beautiful Dark, Twisted Fantasy се дели од другите со тоа што е пример за многу албуми понатака.
не толку ко инспирација, но ко пример за што можеш да направиш доколку земеш ризик. Одлично срочено. Се сложувам. Ајде да се вклучиме малце со пишувањето во четот. Најгоре се спомнува Sire од Джейден Смит. Траче, што мислиш за овој албум и дали уопште треба да се стави у оваа конверзација? Мислам дека искрено го немам осетено како што тие луѓе што го пишуваат ги имаат осетено најверојатно. Мене ми е експериментален, премногу пробување, trying hard, ништо посебно, онака, скрос ми е, дури не ми се ни свиѓа. Што мислите за овој албум, дали уопште, мислам, не го споредуваме директно со My Beautiful Dark Twisted Fantasy, него дали е тоа некаков пример што би можело да се спореди или воопшто нешто тотално друго? Според мене, ако ме прашаш, Sire е добар албум, дефинитивно, го слушам, не велам дека не е така, и дека не е добар албум, но не може да се спореди со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Не го споредува директно, концептуално, можеби превзема некој кјус од самиот албум и ги обработува истите теми во поглед на колку е тој искрен и дека ги искажува своите чувства, но мислам дека е далеку да влечеме компарации помеѓу такви два албуми. Джейден е се уште млад и мислам дека има уште многу за работа за да стигне такво ниво на креативност. Иако е креативен. Мене Sire ми дава некои vibes на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, особено на начинот на кој што почнува со Blue. Тоа мислам дека е врво до сега на тоа што Джейден што го има покажано барем за мене и кој излезе стварно бев пријатно изненаден од Джейден, не очекувам нешто такво, ама пак може да се види дека влече многу инспирација од тоа кање што пробувал, што правел, барем за перспектива на Джейден, и му давам као пропс за тоа што се трудел, ама би рекол ако ги споредуваме би било како ефтина копија на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Тоа е мавето што Джейден Смит од некоја позиција пробува да направи некој експериментален албум, а Kanye West да не е тоа што е во моментот кога го прави албумот, не може да го има тој инфлуенс и тоа ниво да го стигне кој што го стигнува сега. Значи он позади себе има 3 албуми, ups and downs веќе во кариерата, тотално друго поинакво изградено артистичка величина на некој начин. И за тоа Kanye кога го прави, тоа е нешто, ако го земе да го правиме ние 5 души или Джейден Смит на својот прв албум или што и да е, мислам дека не може да го има тој ефект освен да биде бледа копија на нешто такво. Тоа е моето мислење. Тука се спомнува Post Malone, се спомнува Игор, се спомнува To Pimp a Butterfly, се спомнува... Тоа се одлични албуми. Ке има посебни емисии за нив, еве сега сите тие албуми, мислам не сите тие, него голем дел од албумите и во 2011-2012 година ќе полнат 10 year anniversary, така да ќе зборуваме многу и за нив. Но ако се сложивме дека My Beautiful Dark Twisted Fantasy е во свој лейн, ај тоаш на кратко да позборуваме само да излеземе малку од темата пред да се вратиме на музика. Трајче, кои се за тебе топ 5 албуми од оваа декада ако го трнеш овој? Сега on the spot. Од прво онака, мислам. Воред да размислам. Би рекол Игор е еден од првите. Како втор Faces, Mac Miller. Не можам да стресирам колку е за мене еден од најважните албуми од последната декада. Реков 2. Можеби ќе сум biased, бидејќи сум огромен Mac Miller фан. Би рекол исто така Watching Movies with the Sound Off. Овде би рекол дека исто така одличен албум има извадено и ме потсети, сега ќе го спомнам, 444 и исто така и пете нека остане петиот за интерпретација. Има многу албуми што ги имам преслушано, сега не можам. Сега баш и дека се спремавме конкретно за My Beautiful Dark Twisted Fantasy, не можам да најдам уште еден албум вака on the spot. Добро. Еве скрос off-ball би рекол Richie Cunning Night Train. Слушнете го албумот, прекрасен 2010 релиз од истата година е за мене еден од најубавите инди релизи. Знаев дека има различни луѓе во Zoom митингот и затоа преска со нив се разборевме чисто за перспектива на луѓето да добијат, ако во албум е толку out of everything's lane, значи да е во свој лейн, што е другото што нас не движи? Како може сите луѓе што ние 5 души мислиме да го слушаме, може би слично, но и доста различна музика, како нас сите нас ние овој албум толку високо? Тоа беше, тоа сакам да го доловиме некако. Никсер, кои се тебе топ 5 албуми? Не мора последна декада општо, кои ти се топ? Нормално на прво место My Beautiful Dark Twisted Добро, Fantasy. освен тој? На второ место го ставам The College Dropout.
постојано во ротација. На трето место би го ставил Take Care од Drake. Четврто Табу од Дензел Кари. Добро, интересно. И на пето би го ставил Graduation, да речем. Значи пак Kanye, добро, окей. Да, 3 од 5 Certified Kanye fan. Бодан, онака чисто од прва, мислам, ништо нема да се Па веќе не од прво имав време да размислам дека Трајче и Никстер набројува, ама би рекол Родео мора да е таму. Swimming од Mac Miller. На почеток кој излезе, маца чудно ми звучеше, ама како поминува време, така се повеќе и повеќе го слушам. Swimming за мене е исто врвен мастерпис на емоции и на комплетност. Исто така би оставил тука Good Kid, Mad City од Kendrick. После тоа не може чима од оваа декада би го ставил Man on the Moon, ама тоа е Добро. технички од претходната декада. Може би Nights од Frank Ocean исто. Скоро имам навлезено премногу Blonde. на него. Окей. Nice Blonde, грешка. Да, на Blonde мислев. Blonde. И ми останал уште еден така. Не бе добро, мислам ќе Уште еден- кажа. Од прилика да добиеме Да. перспектива чисто Д Милев. Па, од прилика се вака, што ми текнуваат на прва вајле би биле Faces, значи знае таки што значи ти знаеш, сите така знаат што значи тој проект. Веројатно Before the Dollars на JBS. Така, Малибу од Андерсон пак, тој исто многу добар Баш проект. го пише и Кирил во коментари. Одличен Да, албум. И мене ми се свига многу. Не знам, Current со Tame Impala исто е одличен албум, што Кевин Паркер влијае многу на хип-хоп сцената, на ваков или таков начин хип-хоп, на музичката сцена. Underrated. Да, во моментов и не знам дали кажав сите, али Не, добро, и тој некој знаеш таква некоја конотација. вајда. ќе направиме посебна емисија за која ќе се однесува на претходната декада. Имаме многу ствари за зборење од неа, бидејќи се ова што го слушаме и што го пуштаме ние во клубови, за што правиме муабет, се роди во таа декада, почнувајќи од 2009-10 таму Kid Cudi, овој албум 808 and Heartbreak, значи почнувајќи од 2008. Ја и Бодан напишавме еден текст пред неколку години баш за тие прелазни години. За таа транзиција. Таа транзиција ќе го обработиме тоа некоја следна тема, него чисто нага сакав да направиме муабет да излеземе малку од оваа тема. Ќе се вратиме веднаш. Ја ќе кажам моите чисто вака што ми текнуваат први, Rolling Papers од Wiz Khalifa, DS2 од Future е тука дефинитивно без конкуренција. Нешто од Mac Miller, ама најверојатно Kids. Нешто од првите проекти на Mac Miller. Од последниве години, значи би одвил Birds in the Trap од Travis Scott, може би доста често во ротација тој период и плюс имаше голем инфлуенс. Culture од Migos исто така имаше голем инфлуенс, не знам дали би го ставил толку високо, но тука се албумите и на A$AP Rocky, првиот албум и првиот микстейп 2012. Мислам да го ставам. Така да тие теми се мене чисто онака за перспектива. Ќе направиме посебна епизода за ова. Да се вратиме на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Сите ние набројавме до негде слични, има и доста различни ствари. Али на сите дефинитивно едногласно кажуваме дека овој албум е усвои лейн и број 1 за претходната декада, така? И шаут-аут за Daytona. Бидејќи никој не го спомна. Тоа е друга тема, да не збориме за тоа дека ќе останеме уште саат време. Не е ни приближно таму, може би за топ 5 таа година или топ 10 таа година, може би за ништо повеќе. Ајде да се вратиме на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, продолжуваме да го преслушаме албумот. Шараут за сите што се на Mixlr, што не слушаат веќе 2 часа и 10 минути, го преслушуваме албумот. Поздрав од цела Zoom екипа. Уживајте. Kanye West, Hell of a Life. Изнегавме малку темата со тоа што ги замолив гостите од Zoom митингот да ни кажат кои им се топ 5 албуми од оваа декада, али осеќав потреба малку да смениме темата, бидејќи иако ова е My Beautiful Dark Twisted Fantasy Special, сепак да добие албумот некоја перспектива каде припаѓа со другите, сите свативме дека албумот е во тотално друг лейн и во своја вакво, и баш сега зборевме, Димитар Милев убаво кажа дека
It stood the test of time, значи времето како поминува албумот се повеќе се одвојува. Јас може да ви кажам дека до пред 2-3 години не беа волку едногласни муабетите дека ова е најдобриот албум на оваа декада. Имаше декадата беше уште во тек, имаше фаворити, тековни работи, но како заврши, како поминува времето, а овој албум се одвојува се повеќе и повеќе. Тоа беше Hell of a Life. Никсар, како ти се свига тракава? Супер, уште еден доказ дека Кање може да се снајде на секаков инструментал. Ова инструментал што го зборавме каде ги семплува Black Sabbath, предобро склопен. Не ми е баш во фаворитите од албумот. Супер трак. Димитар Милев, што ја кажеш за тракава? Мене ми е најнедопадливата од сите. Не можам да кажам најлошата, пошто нема лоши траки, нема лоши песни тука, ама значи некако се наоѓа во сендвич помеѓу Runaway и Blame Game, а тие две се стварно, мислам, тие се делови од албумов што се сами по себе си објаснуваат некоја прича. Инструменталот да ги семпла Black Sabbath и прави експериментира, а некако ми малце претрапав за целиот концепт што е некако многу цврст и многу конкретен. Мислам, Кање е супер и рефренот ми се свиѓа многу и така певлив е на некаков начин и свето, али од сите песни, ако ги наредам, веројатно таа би ја ставил како најскипабл. Што не е тоа лошо у смисло на не дека не е добра, ама едноставно не е добра колку другите. Да, но јас мислам дека баш на добро место се наоѓа пред Blame Game, бидејќи овој сегмент некако од Runaway навака, Runaway па оваа па Blame Game, кажу некоја приказна за него за Да, буквално секоја е споена една со друга. До крај. Има приказна со Amber Rose и со целиот тој Rockstar Life кој на некој начин го шмукува Кање пред да почне да го прави овој албум. Во тој период кога он вади 2-3 албуми, претходно станува голема звезда и се губи во тој Rockstar Life. Следната песна е Blame Game, таа која спомнавме исто така едно од најстейтмент траките од албумот. Yeezy Taught Me беше еден слоган кој беше насекаде низ интернетот пред да се појават мемињата. Трајче, ке ни кажеш нешто повеќе за Blame Game и ја најавиш како трака? Само на момент ќе се навратам на Lost in the World, тоест извинете на Hell of a Life, пошто знаете како, кој што го кажа Дамилев е во еден многу чуден сендвич со Runaway, и кај што и сите траки до Runaway се одлични и ти треба и од самиот слушател се барат енергија за да го пројде сето тоа, за да го искуси сето тоа и на еден начин и самиот слушател е изморен, а доколку ја слушаш самата песна сама по себе е одлична песна. Нема лоша песна на самиот албум, но мислам дека ако почнеш од почеток и дури да стигнеш до овој момент, мислам дека и самиот слушател си изморен и мислам дека не можеш да ја почувствуваш трагата во целост. Исто тоа се случува со многу албуми кои што знаат да траат повеќе. Тоа е еден од нив и Blond исто така. Ја го имам истиот проблем со Blond и мислам дека сама по себе е одлична. А кога Blame Game е не знам што да кажам за Blame Game. John Legend е феноменален, пак ги обработува темите кои што се појавуваат и темите кои што се појавуваат низ целиот албум. И мислам дека ова е после Runaway ова е пинаклот на емоциите кои што се искажуваат во било која песна на албумот. Blame Game, Никсар, ке ни најавиш нешто за нели да ја пуштиме да ја чуеме, пак ќе позборуваме на крај. Blame Game уствари го означува крајот на неговата врска со Amber Rose. И фактички на крајот разговорот по телефон уствари ја представува Amber Rose. И шаут-аут за Симеона кој е во чатот, не знам, за скитот на Крис Рок, не му е омилен. Да, тоа е исто еден многу добар момент на албумот кој му дава посебно значење. Ајде да чуеме Blame Game, после него има уште само една песна, фала ви на сите што се со нас веќе 2 сати и 20 минути. Шараут за Mixelar екипата. Го слушаме, ќе го завршиме албумот, значи до крај ќе имаме време, ја слушаме песната Blame Game, па се јавуваме уште еднаш да се одјавиме. Ова е Пандамониум радио, а сум Ерис Скреч, поздрав од мене и од целата Zoom екипа, сега за сега.
Easy Taught You Well. Тоа беше траката Blame Game, траката која Kanye West најверојатно ја посветува на Amber Rose. Пред последна трака на албумот, односно среда, предпоследна може да се рачуна. Стигнавме до крајот на ова издание. Ќе ги оставам нашите гости на Zoom да кажат една крајна реченица за албумот и истовремено да најавиме следната песна. Песната се вика Lost in the World, во соработка со Bon Iver, а после тоа има еден као краток као скит кој се вика Who Will Survive in America. Ќе почнам со Никсар. Ќе ни најавиш, ќе ни кажеш нешто повеќе за Lost in the World и еден завршеток за албумот као крајна реченица. Ако Blame Game означуваше крај на една љубов, Lost in the World означува почеток на нова. Буквално Kanye е free. Мене песната ми е во топ 3 или 5 дефинитивно. Многу ми е uplifting, ми дава мотивација, Bon Iver перфектен на траката со вокалите. Текстот во интересно што текстот во песната е уствари љубовното писмо што го има пишено Kanye на Ким за незиниот 30-ти роден, нешто така беше. И што е еден предобар, како да кажам, Тривија момент. Да. Ептен добро. Ке ни кажеш нешто, една последна реченица, ја го кажа 100 пати што ти значи овој албум и како би го затворил своето излагање. Само да кажам дека секогаш ќе ми остане број 1. Секогаш. Yes, sir. Activity? Се слагам со се што кажа Никсар. Дефинитивно многу убаво го срочи сето тоа. И ко крајна завршна мисла за албумот е, мислам дека како иде повеќе времето понатака, мислам дека само повеќе ќе го поштувам и ќе го сакам овој албум. Мислам дека е таймлес и мислам дека припаѓа во таа клапа на легендарни албуми кои што не се ограничени со една временска рамка. Ниту дозволуваат да бидат. Одлично срочено. Бодан? Па мислам дека не останам нешто многу што Activity и Никсер не кажа веќе. И за мене албумов е најдоброто нешто што до сега го имам слушнато. Не кажам дека нема да слушам нешто подобро, ама до сега се нема десено во последниве 10 години и како поминува време си само станува се подобар и како јас созревам и моето мислење за албумот и на многу подлабоко ниво го сваѓам. Мислам дека секој може да се поистовети со тоа. За Lost in the World сакам само да кажам дека ми е мене втора омилена песна на албумов, а ми требаше првите неколку пати кога ја слушав ја немав приметено како посебна трака само по себе, ми беше како многу добар завршеток на самиот албум, ама само по себе исто многу добро си држи, кој што кажа Никсер, топ 3, топ 5 дефинитивно. Да. Не знам што друго. Океј, тоа е тоа. Фала ти, Милев, нешто за крај за овој албум да се одјавиме? Па брат, мислам дека све кажавме више од сите аспекти. Не знам, таа албумов е најдоброто музичко дело кој што јас го имам слушнато и веројатно така ќе остане уште некое време, имајќи предвид каков е текот на музиката сега. Последната трака, тоест две траки се според мене даваат такво некакво чувство на rebirth. Никсар го опиша тоа, што ако го споиш со почетокот на албумот, може еден таков циклус да затвори, да кажеме. И тоа исто, не знам, може да ептен му навлагаме на албумов и наоѓаме ствари кои што нема ствари за наоѓање, ама така некако ми дава такво некое чувство на ослободување, на секи биде окей на крајот од the trials and tribulations и Јас мислам дека и тоа е филингот на Kanye од почетокот на албумот кога почна да го прави се до крајот. Мислам дека баш тоа ослободување, тој revelation некако е природен тек на настаните после се што се случува, се што се кажува во него и его трипот и добрите и лошите моменти, баш е ова како е нов почеток. И Kanye направи нов почеток, отиде во некоја своја насока и се уште оди во своја насока, човекот е чекори во свој лейн, не само поглед на музиката, него и во се друго, и за добро, и за лошо, но се надеваме дека следуваат подобри работи од него и помалце глупост. Искрено се надевам дека е окей колку толку со здравието и дека ќе ни остане жив уште некое време.
ако ништо друго. Не би сакал да мислам на најлошото и некам така да ја завршиме емисијата, но неговото однесување последно време мене лично не ми се свига, ајде да не го расипуваме впечатокот. Мислам да кажавме се за албумот, ќе ја завршиме со преслушување. Јас сум Айрис Креч, со мене беше Никсар од Pandemonium Headquarters, на Zoom ни беат Activity, Домилев и Бодан. Шараут за сите што не слуша на Mixlr и што останаа толку долго време со нас. 2 сати и 30 минути до сега. Шараут за сите што пишува у четот и сите што не следат на Инстаграм постојано. Се слушаме повторно нареден понеделник 21 часот, одиме регуларна емисија, ќе презентираме топ 10 листа, ќе слушаме нови албуми, ќе слушаме МК сцена и слично. Се надам дека Трајче ќе биде до мене во Pandemonium студиото. Јас сум Айрис Креч, се одјавувам тука. Останете до крај, преслушате го Кање, направивме одличен муабет за албумот, го преслушавме цел од прва до последна песна, што многу ми се свија. И така, благодарност до Zoom екипата, благодарност до Mixlr екипата, инаку не одобри Spotify, така да утре или заутре најверојатно ќе биде оваа емисија во скратена верзија само зборењето на Spotify, така да ако имате некој другар што треба да ги чуе овие муабети, а не слушаше во живо или другарка, пратете го линкот на Spotify, исто така сме на другите платформи како Mixcloud, Anchor и се надам за брзо и на другите. Јас сум Айрис Креч, ова беше Pandemonium радио на Mixlr. Shoutout до сите. Kanye the Goat, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, The GOAT албум. Идеме со последната трака од него. Поздрав! I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow